Добро утро за нашите гледачи на Канал 5 телевизија и Здрава Македонија. Ова утро ќе ви дадеме одговор на нешто за кој можеби стравувате, имате одредена болка или се прашувате каде и како да го решите. Често пати стандардната медицина можеби не го дава одговорот и потребата која ја имаме, но затоа ние секогаш во вашиот дом носиме соодветни одговори. Се наоѓаме во пирсинг студио каде тие знаат и умеат со точно одговорена точка да ја решат болката која што можеби имате со години. Наша гостинка или ние сме кај нив на гости е госпоѓа Нада. Нада, добро утро. Добро утро, Александра. Многу ми е драго што дојдовте, затоа што ова е една многу интересна тема, доста тренд е моментално во светот, а тоа е терапевското пирсање. Бидејќи се повеќе и поголем број од клиенти покажуваат подобрување на многу состојби во телото, како што е болки во кичма, мигрена, веќе мислам дека доста познато, намалување на стрес, намалување на панични напади, анкциозност и уште многу состојби што се уште овој тип на алтернативно терапевско пирсање ги проучува и ги докажува. Споменавте болки во кичма. Која е таа точка на која што поставувате пирс за да може да почувствуваме одредена леснотија? Имате ли клиент кој што е задоволен и веќе ја решил болката? Тоа се акупунктурни точки. Значи ова цела, да речам, еден тип на наука излегува од акупунктурата која што е смислена уште пред 10.000 години. Така да само наместо постојано боцкање со игли, овде поставуваме пирсинг на таа точно одредена точка каде што треба и на тој начин го релаксираме цел нервен систем. Се е поврзано со еден многу важен нерв во телото, тоа е вагус нервот. Тоа е еден тип на автопат во телото каде што сите органи пренесува како работат до мозокот. Кога тој е малку закочен, а може многу лесно да се закочи. Вака објаснувам, нели да им биде јасно на гледачите. Кога е малку закочен и не е во она функција како што треба, може да предизвика многу различни болки, состојби во телото, бидејќи не пренесува информации на мозокот. Така и болката во кичмата, која што е предизвикана од негова дисфункција. Со точен притисок на точно одредено место на увото ги стимулираме нервните гранки кои што водат до овој вагус нерв и на тој начин го релаксираме целото тело и го опуштаме. Наши многу клиенти покажале подобри резултати, значи поголема опуштеност, но морам да напоменам дека ова не е медицински третман, значи доколку се работи за некакво искривување на кичма или некој тип на сколиоза и нели има премногу медицински диагнози, во некој од тие случаи не може да помогне. Значи зборуваме за опуштање и стимулација на нервниот систем. Кога се појавува болка во вратот од премногу седење, премногу впојачанетост во рамената или во лумбалниот дел доле, тогаш може да е поврзано со нервниот систем, а да нема никакво искривување или било што проблем со кичмата и докторите нели да не можат да најдат, ти викаат се е супер, оди си. Значи тогаш можеби само се работи за нервите кои што треба да се стимулираат, да се опуштат за да се опушти таа болка што се чувствува. Споменавте многу интересно автопат на целото тело. Колку стресот е двигател на сите болки кои го чувствуваме и колку постои начин да преку пирсањето се ослободиме на некој начин од стресот кој е главен иницијатор за сите случувања? Искрено, начинот на живот што е станат овие години, мислам дека е стварно стресен за сите. Премногу брзо, се случува премногу брзо и јас би препорачала, мислам дека на секого му треба еден пирс за стрес, затоа што ништо страшно не се случува, туку само се опушта цел нервен систем. Значи тоа може и дома да го прават со една масажа на ушните школки, кој што се разбира малку во акупунктура ќе го потврди се ова. Значи со самата стимулација и со самата масажа на овие на нашите уши кои што се рецептори и има премногу нервни завршетоци, можеме да го смириме цел нервен систем. А стресот може да предизвика премногу состојби, значи да направи главоболка, да пројави панични напади, анкциозност, дури проблеми со тироида да направи, болки во кичма како што спомнаме, нервозен желудник, значи да го расипе дури желудникот, баш ради тој автопат што кажавме што поминува во сите органи што се во абдоменот и оди во главата. Кога телото не е во баланс, а ние и цела земјина топка функционираме во баланс, нешто не е во ред и некаде ќе се појави проблем. Нада, најпознати сте по пирсингот за мигрена, но зашто најмногу македонките и македонците ви се обраќаат?
Да, искрено најмногу за мигрена. Јас дури не ми се ни верувало дека волку луѓе патат од главоболки, ама тоа е и нормално со оглед на нашите временски услови, бидејќи промената на времето е една од главните проблеми за појава на мигрена. Исто така стресот, како што спомнавме, хормонски дисбаланс, кај жените во циклус, исто знае да се појави некој дисбаланс и тука се појавува мигрена, но исто така многу често ни доаѓаат за анксиозност и за панични напади, но тоа, како да кажам, уште е малку табу тема кај нас и мене ми е многу жал, затоа што многу луѓе не сакаат да го споделат своето искуство, еве вака јавно, се под големи терапии, а почувствувале многу олеснување и многу посмирено се чувствуваат после пирсовите. А тоа го правите и како безболно и со многу лесна рака. Нада, ви благодарам. За крај, ваша порака и препорака за сите кои имаат одредена болка, а едноставно се уште не го нашле решението. Слободно може да не контактираат, да се јават. Нашата консултација е бесплатна, па дури и нашиот преглед, така да, затоа што на некого, како што кажав, можеме да помогнеме, на некого не, но на секој препорачувам затоа што ова е една природна работа, значи една мало дупче што се поставува нувото, па ако ви помогне, зошто да не се проба, кога се пијат и толку многу лекови и толку многу алтернативни опции, пробуваме чаеви, зошто да не се проба и ова ако тука може да е решението. Нада, ви благодарам. Ете, може да биде решението некогаш многу едноставно. Доколку имате одредена болка која што ја чувствувате, а сакате да го најдете на едноставен начин решението, посетете ги нив. А ние секогаш сме тука да го споделиме најдоброто за вас.